Искрено не знам до кога ќе го губиме времето на ние и тие и вие, бидејќи ние сме овде да расправаме за сегашната состојба и за иднината. И крајно време еднаш да речеме дека тоа што сте го правеле вие, никогаш нема да го направиме ние. Ама да велиме, вие го правевте, имаме право и ние да го повториме, мислам дека е политички бесплодно. Ке се држам до стратегијата и неколку сакам само поенти. На линија на она што председателката го кажа и мислам дека антикорупцијската комисија нема потреба од адвокати, знае како да ги тера работите, еве што сакам само да потенцирам. Велите дека стратегијата е пресвртница и дека со неа ќе почне нова ера. Да бидам искрена, стратегијата се уште е перцепција. Точно е дека е тоа прв ваков документ, но мислам дека не треба да страдаме, многу пати сум рекла, досадна станав од правен и институционален илузионизам. Впрочем, она што го рече председателката ми дава за право. Имено, кога јас ке речам дека пресвртница има? Тогаш кога ќе се соочам во наше време, еве, со една досадна, стандардизирана пракса на справување со корупцијата. Зошто го велам ова? Затоа што моментот кога ќе биде ирелевантно кој е на власт, а државата ќе функционира, ќе биде вистински момент на пресвртница. Ама за тоа е потребно нешто, како се вика тоа фамозно министерство, какво што морам да кажам не постои никаде во Европа, не знам чиј предлог беше, како за борба со корупција, развој и човечки ресурси. Сега кога ќе одиме во носители на борбата против корупцијата и судирите на интересите, го нема тоа министерство. И морам да кажам дека имам проблем тоа, штом постои министерство, тоа не може да влезе во другите институции, вклучени и така натаму. Ама јас одма ќе кажам нешто дека целата европска пракса, и мината и современа, покажува дека најголеми потенцијални клиенти за антикорупцијските комисии се оние кои поседуваат најголема моќ, а тоа се министрите. Тоа е прво. Второ, се додека измислуваме заради внатре менаџирање на меѓупартиските односи институции од типот на Министерство за политички систем, велите дека сакате ли 1000 да имаме вработени во антикорупцијска, ама ние имавме 1000 и неколку кои се водеа како вработени во Министерството за политички систем. Ја заборавивме ли таа приказна? Значи, ве уверувам дека во држави слични на нашата, еве Словенија, блиска ми е, како пишува во уставот нивни, владата е составена од председател и министри. И вели, на првата седница од редот на министрите се избира оној кој што ќе го заменува премиерот кога е спречен или пак ќе му довери надлежност што е негова. Ајде сега споредете го ова, па да видите дали и во ваквите ситуации не создаваме плодна почва, извинете за употреба на интереси, политички, ако сакате и за клиентеризам, па и ако сакате за корупција и криминал. Тоа е првото. Примерите што ги дадовте вие многу се индикативни. Еве, јас ќе кажам 2. Зошто ние наместо да зборуваме... Сакам да ја прашам, реплицирате на Снежана или имате говор? На Снежана. Во ред. Зошто ние, значи, наместо да зборуваме за
пресвртници, нормативни, стратешки, институционални, треба да зборуваме за реални. Имено, дали Комисијата за недискриминација ја избравме на ист начин како антикорупцијска, чиј модел стално велевме дека треба да се следи? Не. Значи, ненаучена лекција. Еве тоа би можело да биде многу важно што треба да го потенцираме. Понатаму, примерот со вработувањата ад хок. Кризата на површина постави едно прашање. Зошто оние кои ни се најпотребни? Лекари, медицински сестри, лаборанти и така натаму, а кои животот си го заложија и го вложија во битката со коронавирусот, зошто да не добијат промена на статусот? Не знам колку пати тоа го велевме. Значи, ненаучена лекција. Ете тогаш ќе можеме да зборуваме ние дека на вистина пресвртот е направен. Јас подосна ќе зборувам за стратегијата, меѓутоа не можам да не кажам дека не сте вие волшебници, не се вработените, ниту сепак членовите на комисијата волшебници. Дури ми се чини дека тие требеа некаков ултиматум да постават годинава. Од и ова сега средствата се одобрени, просторот е најден, апсолутно мене не ми значи ништо додека не ги видам внатре во некој простор, дигитално опремени, со логистичка поддршка од правници, квалификувани економисти, познавачи на оваа материја, со доволен број на вработени. Значи, мора, особено ако сте воспоставиле Министерство за борба со корупција, па нема поголем приоритет од тоа да создадете амбиент во кој што оваа стратегија ќе може да се остварува. Толку само сакав. Ве молам, значи, доста веќе со тие освежување на мемории. Дајте од нас да почнеме. Од нас бидејќи, значи, колку сме ние неколку месеци да речеме дека ние овде без оглед на статус, власт или опозиција, без оглед на било каква припадност, ќе направиме све за тоа што е закон, стратегија, правна рамка да биде основ за политика во границите на правото, а кога има политика во границите на правото, тогаш, значи, ќе можеме ние да зборуваме за успеси во битката со непотизмот, со корупцијата, со криминалот и така натаму. Иначе да не ве враќам назад. Свежи ни се примерите. Да не зборуваме колку луѓе по партиски и политички пат и не знам по кој пат се најдоа од едно на друго место, од една јавно предпријатие, во друго од една агенција, од едно регулаторно тело. Па тоа е волшебниот круг на корупцијата. Прво стручност и компетентност, се разбира и почитување на правична и соодветна застапеност, ама прво стручност и компетентност. Прави луѓе на право место. Тогаш мислам дека нема да имаме проблеми. Значи, мораме да бидеме самокритични. Јас не сакам сега, ама ќе ви набројам барем 10 закони во чие донесување сме учествувале, кои се плодна почва за корупција и криминал. А да не говорам на начинот на кој ги донесовме, бидејќи овде го пишува и тоа. Тоа е за сега, се разбира, јас кога ќе земам збор, ќе кажам што мислам за стратегија.